Почитувани гледачи, вие сте со програмата на КТВ во продолжение информативната емисија ТВ Објектив. ТВ Објектив овие денови го посветуваме на представување на кандидатите кои што влегува во вториот изборен круг од локалните избори 2025. Речиси во сите општини од Тиквешкиот регион ќе се одржи втор круг со учество на двајца кандидати. Изборот е на граѓаните кои што ќе одлучуваат на 2 ноември за кого ќе го дадат гласот во вториот круг. Во првата емисија ТВ Објектив, посветена на представување на кандидатите, говориме за или ги представуваме кандидатите кои што влегуваат во трката за градоначалник во општина Росуман. Локални избори 2025, втор круг, граѓаните ќе гласаат на 2 ноември. Во наредните минути во ТВ Објектив го представуваме кандидатот за градоначалник на општина Росуман од редовите на СДСМ, Стојан Николов, тој е и актуелен градоначалник. Благодарам што прифативте да бидете дел од ова представување. Добар ден, Ангел, и од мене. Ви благодарам на поканата. Секогаш ми е чест и задоволство кога гостувам кај вас во емисија каде што разговараме за општина Росуман. Така, општина Росуман сега е граѓаните треба да одлучат кому ќе го дадат гласот во вториот круг. На првиот круг освоивте 1122 гласа, вашиот опонент Ѓорги Крстевски освои 1109. Во делот на советничките мандати 4 има ВМРО, ДПМН, 2 СДСМ, 1 ЗНАМ, 1 Левица и 1 ПОДЕМ. Како го оценувате првиот круг од локалните избори, како помина кампањата и како гледате на добиените резултати? Искрено, по мене резултатот беше очекуван. Граѓаните јасно си ја кажаа својата волја, кажаа дека го препознаа на кој што го работивме изминативе 4 години, покажаа дека веруваат на она што го сработивме, но и на она што планираме да го сработиме. Очекуван резултат. Изборите, за жал, имаше одредени притисоци, но во најголем дел поминаа мирно. Се надевам дека така ќе биде и во вториот круг. Зошто влегувате во борба, во трка за втор градоначалнички мандат? Искрено влегувам во оваа трка исто како и во првиот мандат. Влегувам за општина Росуман, за граѓаните на општина Росуман. Навистина завршивме голема работа во првиот мандат, но многу големи проекти не успеавме да ги реализираме до крај. Целта ми е во овој мандат да ги завршиме и да започнеме нови, капитални и важни проекти за граѓаните на општина Росуман. Влегувам во оваа трка, бидејќи имаме уште многу да сработиме, имаме многу енергија која што во наредните 4 години ќе ја реализираме во интерес на општина Росуман. Пред почетокот на кампањата имавте кривични пријави, дали тоа на некој начин ви стави некоја спрепка во самата кампања или сепак тоа не се одрази на резултатот? Видете, против мене се водеше една, би рекол, хајка многу пред изборите, можеби година дена, со медиумски испади за кривични пријави, со кривични пријави од разни институции, со разни институции кои што правеа притисок во општина Росуман. Меѓутоа, на крајот граѓаните видоа дека тоа е класичен политички инженеринг и дека јас ја зборувам вистината, дека не сум направил ништо незаконско или нешто против интересите или буџетот на општина Росуман и мислам дека всушност и резултатот на изборите го покажа тоа што јас го зборев, дека сето тоа што е поднесено против мене ниту е основано, ниту има законска било каква основа. Работев искрено, честно и во интерес на граѓаните. Така ќе продолжиме во наредните 4 години. Резултатите во Росуман беа на ваша страна, меѓутоа во населените места имаше предност вашиот против кандидат. Како го коментирате тоа? Сметате ли дека недоволно се работеше изминативе 4 години? Па да бидам искрен, можеби и недоволно представивме пред граѓаните тоа што го сработивме во останатите населени места. Можеби и граѓаните во првиот круг од населените места сака да ни укажат на нешто. Јас искрено очекувам да се промени таа слика во останатите населени места, бидејќи навистина во мојата програма се опфатени сите населени места и многу проекти ќе бидат завршени во првата година од новиот мандат. Така да сакам да им порачам на граѓаните од сите населени места, освен Росуман, да ја погледнат изборната програма и да видат таму се она кое што и го започнавме, ќе го завршиме, но има и многу нови проекти. Што е она капитално што го ветувате во програмата за вториот мандат?
што ќе добијат жителите на Росоман, а досега не беше реализирано? Она кое што е капитално и кое што го започнавме во првиот мандат, затоа што постојано зборувам за тој континуитет меѓу првиот и вториот мандат, е водоснабдувањето. Јас најавувам дека во првата година од мандатот целосно ќе го решиме водоснабдувањето во Росоман, Манастирец и во Рибарци. Значи, како што кажав и претходно во многу наврати, проектот е завршен, обезбедени се средства, сите работи завршени, останува уште последната фаза, а тоа е реализација на проектот, односно изградба на дополнителниот систем за водоснабдување на Росоман, Манастирец и Рибарци. Тоа е еден од капиталните проекти. Потоа новата населба на Душан Чирич, односно новите плацеви кои што граѓаните ќе можат да си ги купат, да изградат свој дом на тие места, плюс младите кои што ќе бидат ослободени од комунали. Трет проект кој што ќе го реализираме, односно и таму сме веќе во завршна фаза, а тоа е продажба на плацеви за Г2, лесна и незагадувачка индустрија, односно бизнисите ќе може да си купат сопствени површини и таму да ги развиваат своите бизнеси. Ќе проектираме, се надевам ќе го изградиме и нов пат од Клучка Крушевица до Клучка Росоман, кој што е многу значаен за општина Росоман и кој што очекувам дека до крајот на мандатот ќе го реализираме. Има и капитални проекти кои што ќе ги завршиме и по населените места. Во Сирково ќе се реконструираат изворите на Браница, односно не изворите, туку каптажите. Исто така тоа ќе се случува и во Дебриште и во Камендол, бидејќи и таму се појави проблем со водоснабдувањето. Во Паликура веќе ние во завршна фаза очекуваме уште приклучок од Евана за водата за пиње, односно новите бунари и новата пумпна станица ќе бидат пуштени во функција наскоро, поднели добивање на приклучокот, но и многу други помали или поголеми проекти. Значи имаме проекти и за пензионерите, и за земјоделците, и за младите, и за средните генерации, и за сите. Во кој дел ќе подобрувате услови за работа на земјоделските производители? Што ќе им понудите на нив? Значи, ние првично започнавме во овој мандат со тампонирање на полски патишта. Најавувам дека во првата година ќе тампонираме во сите населени места и сезоната, пролетната сезона ќе бидат веќе тие патишта завршени. Тоа е еден дел од нашата помош како општина. Предвидуваме директна помош од буџетот преку субвенции за млади земјоделци, но и за жени и рурални земјоделци. Значи, со цел да ги мотивираме тие да останат тука, да инвестираат во земјоделието. Потоа морам да кажам дека планираме да отвориме и место, односно не место, да изградиме услови за земјоделците да можат да ги пласираат своите производи, а од купувачите да можат да ги купуваат. Односно место каде што ќе има современи услови, каде што на исто место ќе бидат и купувачите, но и продавачите на земјоделските производи. Ќе финансираме секако обуки и семинари за земјоделците како општина и секако ќе иницираме за повеќе на движење кај земјоделците за формирање на земјоделски задруги, што е еден тренд во земјоделието кој што ние нели како држава и како општина мораме да го следиме. Искрено ви покажавме и во изминативе години дека јас секогаш сум бил партер на земјоделците. Знаете и вие како медиуми и сум излегувал на протести против тогашната влада која што беше од мојата политичка партија. Успеавме да обезбедиме средства за обештетувања за Мраси град 21, 20, 2016. Но и кога се случи Макарија хаваријата, јас секој ден бев таму и со земјоделците и во контакти со министрите, така да до сега бев партнер, од сега ќе бидам уште поголем партнер на земјоделците. Во делот на образованието, што ќе се подобрува, можно ли да добијат учениците и бесплатен оброк, како што тоа е случај, например, во Кавадарци? Па видите, Ангел, јас мислам дека и вие знаете, учениците од прво до пето оделение во општина Росман веќе имаат бесплатен оброк. Значи имаат, поради тоа што се јави некои, како да кажам, кај родителите и кај наставниците дека доста од храната се фрлаше, моравме да направиме одредени анкети помеѓу родителите и децата, за да видиме дали се задоволни од храната или не се. Секако постапката се спрема, ќе биде распишена и ќе продолжи со оброкот. Она што е новина во делот на оброкот од второто полугодие, односно од јануари, планираме таа мерка да биде зголемена не само од прво до пето, туку и од прво до девето оделение. Знаете дека воведовме и бесплатни униформи, 3 блузони и 2 блузички, кој сака дополнително од родителите може да си купи плюс. Исто така, воведовме и многу нагледни средства, смарт табли, телевизори и многу други работи. Бесплатен прибор за сите правачиња обезбедуваме секоја година. Секој ќе продолжиме со инвестиција во образованието во делот на системите на грејење во Манастирец и во Трстеник и реконструкција на училиштето во Трстеник, но и знаете дека започнаме со поделување со стипендирање и тоа до 8, до 9 оделение, средно образование и факултет. Тоа секако ќе го продолжиме
така да ќе продолжиме и со други нови помали или поголеми мерки кои што дополнително може да произлезат од наставниците, од родителите, а со цел подобро образование на нашите деца. Како гледате на резултатот во делот на советничките места? ВМРО ДПМН има на некој начин мнозинство во Советот. Ке биде ли тоа проблем да функционира локалната самоуправа со ваков распоред на силите во Советот? Видите, знаете дека јас и 21 го дојдов на функцијата градоначелник, немав мнозинство во Советот. На крајот и после сите тие наши, како да кажам, политички препукувања и разлики, кога беа битните точки за гласање, успеавме да правиме мешано мнозинство. Очекувам дека и после изборите, после втори повторно, ќе успееме да се договориме со останатите политички чинители и партии и за интересите на општина Росома да продолжиме заедно да работиме. Распоредот е таков каков што е, но очекувам дека сите тие кои што влегле во Советот се со интерес за општината, се со желба општината Росман да оди напред и очекувам дека после втори на трети веќе ќе имаме таква средба кај што ќе разговараме со сите. Градинката не е отворена, тоа што беше новиот објект изграден, опремена е, меѓутоа не се доби потребната дозвола. Вие алармиравте во текот на вашиот мандат за тоа, дека власта врши притисок и не се отвара градинката. Има ли листа на чекање во општината? Има ли деца кои што не се згрижени и што со овој објект кој што остана неотворен? Токму така, знаете, спомнав и тогаш, дадев изјави и за КТВ телевизија, но и на други портали. Градинката беше свесно закочена и нејзиното отварање од страна на сегашната гарнитура на власт, бидејќи не дадоа согласност, прво дадоа, па после од Министерството за финансии се произнесува дека не дадоа, точно тогаш кажав на втори и во пети месец. За жал не успеавме да ја отвориме со нивна согласност, пробав и со ребаланс на буџетот, со средства на општината. За жал тој ребаланс не помина на Совет и не успеавме да обезбедиме средства за отварање. Јас искрено се надевам дека после изборите на втори ќе ја отвориме градинката, секој дека има листа на чекање, дечиња на листа на чекање. Имаше многу поголем број, но со напори на директорката, со заеднички заложби успеавме да зголемиме, да прошириме групи, за да што повеќе деца влезат во градинката. И мене ми е искрено жал што не успеавме, односно не по наша вина, не успеавме да ја отвориме градинката и затоа и се вратам предходно, ќе кажам дека врз мене се прави една хајка многу предходно. За жал таа хајка не е против мене, таа е на штета на граѓаните на општина Росоман и тоа се покажува. Што во делот на соработката со општините од регионот, пред се со општина Кавадарци како најблиска општина? Значи, знаете и вие дека досега имавме одлична соработка со општина Кавадарци, јавното комунално претпријатие од Кавадарци. Ние мораме да продолжиме да соработуваме и во иднина, бидејќи ние сме помала општина, секако дека очекувам таа соработка да се продолжи, но не само со Кавадарци, со целиот Вардарски плански регион. Очекувам да продолжиме заеднички да работиме и за регионот и за нашите општини. Како го гледате локалниот економски развој на општината во овој втор мандат? Доколку се добие поддршката од граѓаните? Секако се зависи од граѓаните. Со тоа што го кажав со индустријската зона и со овие капитални проекти, всушност очекувам локалниот економски развој да забрза, односно да се развива општина се повеќе, да дојдат и нови фирми, да отварат работни места, но и нашите мали и средни фирми кои што ги имаме во општина Росман да се развиваат уште повеќе. Значи, тоа ми е целта, тоа ми е и идејата. Што ќе порачаме до вашиот против кандидат со оглед на тоа дека вие деновиве имавте и обвинувања дека Росоман е под опсада и се вршат и понатаму притисоци пред гласањето во вториот изборен круг? Токму така, да. Имав обвинувања, имав прес. За жал се користат сите механизми на власта, сите притисоци и сите можни нивни начини за притисок врз граѓаните. Росоман е буквално под опсада. Припадници на МВР има на секој чош, граѓаните се легитимираат непотребно, ствараат немир кај граѓаните, едно неубаво чувство, како да сме во војна, не избори. За жал, тоа сигурно е од некој организирано, нема од кој друг да биде, и тоа граѓаните го чувствуваат на собствена кожа. Едноставно ова се сведе на борба на Давид и Голијат, но очекувам граѓаните тоа да го препознаат и да го кажат на втори. На мојот против кандидат сакам да му порачам да намалат со притисоците и со законите и врз нивните членови и врз општото граѓанство, да за жал не испадне на дебата да разговараме за проектите, туку сам промовира, не сака да се соочиме со факти и со бројки и со аргументи. Сакам да му порачам, има уште време, може да излеземе на дебата и уште едно да му порачам да
го намалат уште еднаш притискот и ги остават граѓаните сами да одлучат. Никој не може да ја смене волјата на граѓаните, најмалку пак со механизми и со веќе видени финти. Што ќе порачаме до граѓаните кои што на 2 ноември треба да гласаат? Јас би сакал да му се обратам на сите граѓани, сакам да му се заблагодарам за поддршката во првиот круг, но сакам да му се обратам на сите, и на младите, и на средните генерации, и на пензионерите, и на земјоделците, и на членовите на Социјалдемократскиот сојуз, и на членовите на ВМРО-ДПМН, и на левици, и на другите, сите останати политички чинители. Добро знаете што сработивме изминативе 4 години. Бев градоначалник за сите луѓе, ќе останам и понатаму да бидам градоначалник на сите луѓе. Ви повикувам на 2, да излезете сите масовно, да гласате за мене, за бројот 5, и заедно сите, без разлика на било каква определба, да продолжиме да ја градиме општина Росоман, да градиме општина за сите луѓе. Ви благодарам што бевте наши гости. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Наш гостин во емисијата е Ѓорги Крстевски, кандидат за градоначалник од ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам Ангел на поканата. Би сакал да искористам ова прилика да ги поздравам гледачите на КТВ телевизија и сите оние кои што ја гледаат оваа ваша емисија. Така, заврши првиот круг од изборите, освоивте 1109 гласа или 45,10% од вкупниот број на гласови од излезените избирачи. Вашиот против кандидат Николов од СДСМ освои 1122 или 45,63%, или на народен јазик речено тесни резултати, тесна трка. Во делот на советничките места ВМРО-ДПМН 4, СДСМ 2, ЗНАМ 1, Левица 1 и ПОДЕМ 1. Како сте задоволни од тоа како помина кампањата и самиот тек на гласањето во првиот изборен круг? Јас лично сум премногу задоволен од целиот, односно цел прв круг кој што помине во една мирна атмосфера со позитивна кампања, позитивни проекти, така да мислам дека комплетно целото водење на кампањата до сега сме на една позитивна точка. Така. Резултатите се добри, ги очекувавте или очекувавте нешто повеќе? Може би очекувавте да се заврши работата и во првиот круг? Да, нашите очекувања така беа дека во првиот круг ќе завршиме работата, но со оглед на тоа што 4 кандидати за градоначалници, но исто така и 7 советнички листи во општина Росоман, би сакал да се заблагодарам на сите граѓани кои што ни ја дадоа поддршката во првиот круг, односно веќе сме блиску до мнозинство во Советот. Имаме 4 советници, но на национално ниво сме коалиција со партијата ПОДЕМ и со ЗНАМ, така да заедно имаме 6 советнички места. Така. Што беше мотивот Ѓорги Крстевски да се најде во кандидатите за градоначалник од ВМРО-ДПМН, владеачката партија на централно ниво и оваа коалиција? Јас како кандидат за градоначалник на општина Росоман би сакал да истакнам дека 11 години бев вработен во општина Росоман, односно од 2011 до 2022 година. Потоа преминав во општина Неготино со сегашниот градоначалник Горан Стојанов, имавме одлична соработка 2 години. По доаѓањето на ВМРО-ДПМН на централна власт, сум дел од кабинетот на премиерот Христијан Мицкоски. Заедно сработивме многу проекти, но сепак јас потекнувам од Росоман, таму е моето семејство, таму е мојата фамилија, таму расте моето дете, од мојот прадедо, дедо, татко. Ние функционираме во Росоман и јас сакам да се заложам да направиме од Росоман едно поубаво место за живење. Така, што му недостига на Росоман, што не е направено досега, според она како вие го замислувате вашето место на живење? Росоман е мала општина, меѓутоа сепак треба да ги имаме и сите оние работи кои што нудат подобар живот. Општина Росоман се соочува со еден сериозен проблем изминатиот период, затоа што веќе новиот експресен пат Градско Прилеп направи едно одсекување каде што е намален транзитот. Затоа треба многу посветено, многу енергично, сите заедно да работиме како Росоман да го задржиме и Росоман да продолжи да се развива. Со самото одсекување на патот, голем процент од возилата кои што транзитираат низ Росоман е намален.
Затоа ние можеби и многу порано со текот на времето требаше веќе да се позиционираме и да работиме на стратешки инвестиции како Росоман да го приближиме кон новиот експресен пат, така да наредниот период мораме да обрнеме внимание на проектирање на нов пат од Росоман до клучката на Крушевица, има прекрасна клучка таму, да можеме да имаме одличен пат кај што ќе може да се движат и товарни возила. Тоа го разговаравме и со министерот Александар Николовски и со премиерот. Се разгледува две опции, дали тој пат да биде регионален, односно изграден од државата, или ние како локална самоуправа да направиме проектна документација, владата да ни помогне во финансирање на овој пат. Ова го сметате за еден од приоритетите. Што е друго дел од приоритетните проекти кои што ги имате во вашата изборна програма и ги ставате на избор на граѓаните? Како дел од приоритетните проекти треба да се залагаме за многу почиста општина Росоман, односно наведовме еден проект Зелена општина Росоман. Нешто е како пандан на проектот Мој општинар што е во Кавадарци. Ние се соочуваме со многу голема нехигиена во Росоман, многу диви депонии. Мораме да работиме на зголемување на овој начин на работа, односно да ги чистиме сите диви депонии во првите 2 месеци од доаѓањето на власт, локална власт. Заедно ќе работиме да го средиме овој дел, но исто така и понатамошно со ангажирање на луѓе кои ќе се грижат за зеленилото, за чистотата, редовно косење на овие зелени површини. Исто така го наведовме и овој пат кој ќе се проектира нов од Росоман до Крушевица, но исто така и треба да поправиме на грешка од минатото, односно приклучокот кај населеното место Сирково. Селото е второ по големина во нашата општина и заедно со министерот и со премиерот Христијан Мицковски се обврзавме дека на оваа локација ќе направиме приклучок за овие жители да можат да функционираат и односно селото Сирково да продолжи да се развива. Така да ова мора да го решиме веднаш по доаѓањето на локалната самоуправа. Веќе изминатиот период и се правеше проектната документација, односно се направи снимање со геометрите и со проектантите кои што го работеа овој пат. Во делот на земјоделството, општина Росоман и сите населени места се претежно земјоделски. Знаеме дека овој крај претежно екзистира од земјоделството. Што ќе им понудите на земјоделците за подобар пласман на производите? Времето не е сојузник со нив, меѓутоа барем некои инфраструктурни проекти имате ли во план да реализирате? Да, изминатиот период за една голема несреќа во Росоман се случи големо мрзнење на овоштите насади. Веднаш како влада во рекордно време ги разгледавме сите записници од Комисијата за штети, се презема активности, односно пред изборите се донесе одлука на влада за исплата на штети, односно за штетите од минатата година од град и за оваа година од измрзнувањето. Штетите ќе бидат исплатени веднаш по локалните избори, затоа што има пречки од Државната комисија за спречување на корупцијата, така да после избори веднаш ќе се пристапи кон исплата на штетите кон земјоделците. Исто така земјоделците во Росоман се соочуваат со еден сериозен проблем, односно не се инвестира доволно во одржавање и тампонирање на патиштата, односно пристапните патишта до земјоделските насади. Ние одлучивме во наредните 4 години земјоделците кои што ги плаќаат парите за концесија да бидат вратени повторно кај земјоделците, односно да се инвестира во тампонирање на патишта. Разговаравме и со градоначалникот Митко Јанчев на оваа тема. Тој има една многу добра замисла, односно да моментално што се работи Бехтел и Енка помеѓу Прилеп и Битола, да одземеме од таа количина на асфалтот кој што се искоренува, да ги употребиме дробилките кои што ги имаме во локалните фирми тука, да ги издробиме и истиот да се искористи за тампонирање на овие патишта. Исто така воведовме еден проект каде што земјоделците ќе бидат навремено информирани со сите новитети кои што се на пазарите во регионот, односно како општина ќе ги финансираме патувањата да се патува во трите најголеми сајами во регионот, односно во Нови Сад, во Пловдив и во Солун. Така да земјоделците навремено ќе се информираат за било какви случувања што се тековно во светот и кај нас во регионот.
Што недостасува во делот на инфраструктурата, како гледате да се подобри тој дел, улично осветлување, имаме ли проблеми во општината со уличното осветлување, треба ли нешто да се менува, како вие го гледате тој дел? Во делот на инфраструктурата се соочуваме со неколку проблеми, односно со атмосферските води, се прават улици каде што ненавремено се реагира, атмосферските води не се прифаќаат, или се прави атмосферска канализација која што подоцна не се приклучува, така да денес баш денот е врнежлив и додека идев навеќе видов дека навистина Росоман е како една мала бара, така да треба во иднина во многу да поработиме на овој план и да ја подобриме инфраструктурата, особено во делот на атмосферските води. Исто така се соочуваме со проблем локалните патишта ненавремено се одржуваат. Ќе мораме да поработиме на редовна санација на овие локални патишта, па до сите населени места се во лоша состојба, исто така и да се прошират, односно одредени патишта имаат огромен сообраќаен метеж, односно колку што можеме јас да забележам е негден патот од за Манастирец, патот за Сирково, веќе се ствара премногу гужва, доаѓа до возилата да не може да се разминат. Исто така се соочуваме и со еден сериозен проблем кај влезот на Росоман, односно се изработи едно несреќно решение кое што наидува на негодување кај локалното население, односно во Росоман не може да влезе никакво поголемо возило, односно камион, автобус, така да мораме веднаш после доаѓањето на власт, на локалната власт, да работиме да го решиме овој случај. Исто така проектиравме и ќе проектираме нов пат од Росоман до Манастирец, односно тоа ќе биде комплетно ново решение за да направиме побрз трансит Росоман, Манастирец, Трстеник. Господине Крстевски, кои се плановите во делот на образованието и соработката со општина Кавадарци како една од најблиските општини до Росоман? Во делот на образованието сега се соочуваме со еден проблем каде што дечињата се уште немаат храна и после 2 месеци од започнување на учебната година, колку што јас сум информиран е затоа што општината нема објавено тендер, но веднаш по доаѓањето и промената на власта, веднаш ќе биде објавен тендерот, така да се надевам од зимскиот распут ќе стигнеме да учениците имаат храна. Исто така се соочуваме и со еден проблем околу униформите. Дечињата се обврзани да имаат униформи, но оваа година не беа обезбедени униформи, така да на родителите веќе им се става еден притисок каде што самите треба да си ги купуваат униформите. Исто така бесплатна градинка ќе воведеме за лицата кои што имаат социјален ризик, односно нивните семејства, додека во однос на соработката со општина Кавадарци, деновиве интензивно разговаравме со граначалникот Митко Јанчев околу воведување на годишна паркинг карта за жителите на општина Росоман од 800 денари, со тоа да го намалиме одливот на населението од село во град, бидејќи доста луѓе променија лични карти само за да можат да им се овозможи паркинг во Кавадарци. Исто така и веднаш после изборите ќе биде овозможено да пензионерите бесплатно го користат превозот, односно јавниот градски превоз од Росоман до општина Кавадарци. Што е со градинката? Има ли доволно простор за згрижување на децата со оглед на тоа дека во изминатиот период вашиот опонент, актуелниот градоначалник, ја критикуваше централната власт дека не ги дозволува потребните документи за отворање на градинката која што е изградена, подготвена, меѓутоа не е во функција. Треба ли нешто да се менува и зошто вакви обвинувања од вашиот против кандидат? Во делот на градинката моментално има многу малку деца на чекање, но веднаш по доаѓањето на новата локална власт ќе го решиме овој проблем. Градинката не е изградена од вчера новиот дел, туку тој е дел веќе изграден 3 или 4 години. Искрено мислам дека обвинувањата доаѓаат од сосема други причини, затоа што можеби мојот против кандидат има многу ветувања за негувателки и па не сака да преземе ризик да ја отвори градинката, затоа што и јас еви долго време работам во општините тука во регионот и доста општини, примери општина Кавадарци и општина Неготино, од сопствениот буџет финансираат негувателки, односно ги плаќаат за да ги покријат. Но јас во разговори со заменик министерот Ѓоко Велковски, разговаравме веднаш по доаѓањето на власт, ќе дојде до потпишување на сите потребни документации од Министерството, но и од Министерството за финансии, така да градинката ќе биде отворена
Исто така и надминување на некои мали пречки во имотно-правните односи во Сирково, ќе дојде и до изградбена долго очекуваната градинка во Сирково, така да што во првите 6 месеци од мандатот ќе биде решен овој проблем и сите дечиња ќе бидат сместени во градинка. Како го гледате локалниот економски развој на општина Росуман? Локалниот економски развој моментално добро се развива, се работи доста, Росуман има многу вредни жители, генерално жителите, секој има своја работа, дополнително се занимаваме со земјоделие, но треба да поработиме и на изнаоѓање добри фирми кои што би инвестирале во општина Росуман, односно треба да се разработи индустријска зона каде што ќе можеме да бидеме спремни за да примеме нови инвеститори. Така. Како се одвива кампањата во овој втор круг? Опонентот обвинува дека имало Росуман било под опсада, дека се вршело притисоци. Што ќе одговорите на таквите обвинувања? Јас моментално немам никаков таков осеќај, односно никакви притисоци, во Росуман е мирно, генерално кампањата ја тераме позитивно. Јас целата кампања, иако имам што да нападнам кон противникот, гледам да биде на позитивна атмосфера, граѓаните да одлучат врз база на тоа ние што планираме да направиме, а не врз база на напади, меѓусебни недоразбирања. Мислам дека не е потребно во овој дел од кампањата. Порака до вашиот против кандидат. Би сакал мојот против кандидат, остануваат уште 7 дена да видиме позитивни проекти, позитивна енергија и заедно да се бориме пред граѓаните со проекти. Какви се очекувањата на 2 ноември? Јас мислам дека конечно Росуман ќе биде дел од целата победничка енергија што има во државата, односно Росуман ќе биде обоено во црвена боја. Така, 2 ноември е за неколку дена, тоа значи граѓаните слободно ќе одлучуваат за кого ќе гласаат. Што ќе порачате за крај до вашите избирачи? Јас би посакал и би ги повикал граѓаните да излезат на 2 ноември, да го поддржат бројот 9, за да донесеме промени во општина Росуман. Ви благодарам. Ви благодарам и на вам.